Гледате Град на Тера во живо денеска, неколку дена во очи празникот на големиот светител, патронот заштитник на Битола, Свети Нектарий Битолски, со неговото високо превосвещенство, митрополитот Петар. Разговараме токму за него. Колку го знаеме, колку го почитуваме, како повеќе да го чествуваме и како веројатно секој од нас самите со своите лични постапки и дела да го следиме неговиот пример. Дедо Петар, застанавме, јас би сакал уште малку да ве вратам околу житието на Свети Нектарий. Во издание на Митрополиската библиотека Свети Јован Богослов од 2001, значи уште малку па 10 години, ние имаме наше издание преведено, житие и служба на Свети Нектарий Битолски. Житието, напишано од монахот Павле од Лавра, и службата на монахот Теодорит Дионисијацки. Оно што ми падна овде во очи е дека за прв пат оваа служба и во Грција е објавена во 1979 година. Значи се работи за релативно нова служба, инаку да кажеме и дека преводот го направија Весна Калпаковска и Валентина Гулевска. Па ајде малку ќе ве вратам на житието, значи нашите сограѓани, нашите верници, секој што се интересира, може тоа да го прочита, значи веќе имаме она што викаме ние црно на бело, каде што можеме да видиме и каде што можеме да се консултираме и да се запознаеме со светителот. Овде гледам дека книгата е посветена на нашите синови кои загинаа бранејќи ја верата и татковината, се работи за 2001-та. Малку околу тоа како настана ова издание. Изданието е плод на скоро повеќе, може да се рече, од деценија и нешто, од како се раздвижи кај нас во нашава средина желбата и чувството малку повеќе да се вратиме на минатото во смисла на духовниот живот на светителите кои работеле во Македонија, кои го седочеле Христа нашиот Спасител, троичниот Бог, Отецот, Синот и Светиот Дух. Значи, оние луѓе кои на некој начин целосно својот живот го впрегнале во тоа да го посведочат Бога со своето живење и посебно дека тие луѓе не биле, како што народот во народната поговорка вели, од небо паднати, туку се луѓе кои израснале од нашата средина, како што и тропарот на Свети Нектарий вели дека Битола те однегува, што значи тие луѓе биле однегувани во една средина каде што имало христијани, каде што имало луѓе кои целосно му се оддале на Бога со својот живот и кои за себе повлекле не со зборовите толку колку што со својот личен живот, со својот примерот на личен живот. Оттаму чезнеевме кон тоа што повеќе свидетели кои произлегле од нашата средина, од нашиве простори, конкретно за Свети Нектарий, од градот Битола, и ете, трагајќи по тоа, дојдовме до житието што е напишано на грчки и, како што спомнавте, од почитуваните господи беше Валентина и Весна преведено, а еве сега е достапно на сите нас и на сите верници, но не само за нашите верници, туку и за оние кои имаат желба да се запознаат со животот и делото на Свети Нектарий, но и да видат како е напишана службата и да присуствуваат целосно и со срцето, и со душата, и со своето тело на божествената литургија и да се соединиме со Бога и со светителите на начин кој нашата Света црква го проповеда, а тоа е со подготовка на пост, молитва и подвизи, со исповед, да го примиме телото и крвта на Христа нашиот Спасител, зашто нашите тела се создадени од Бога, како што ние читаме во Светото писмо, по Божја слика и по
Божјо прилика или по Божји образ и подобие, а тоа значи дека Божјата слика или Божјиот образ во човекот е душата која му е дадена на човекот кога е создаден од Бога. Бог го создал човекот од земја, што на еврејски значи се вика Адама, оттаму и името на нашиот прародител Адам, што значи земја. И се разбира покрај тоа што е создадено, значи душата е создадена од Бога, а тоа е всушност Божиот образ, Божиот лик во нас. Создадени сме исто и по подобие, а подобието е дадена можност да се усовршуваме, како што Господ Исус Христос рекол, да се усовршуваме до Божјото совршенство. Биете совршени како што е совршен вашиот Отец Небесен. Што значи нашето совршенство треба да биде такво да постанеме и ние богови, но не богови по природа или по гордост, поточно речено, како што сакал да постане Бог по гордост сатаната, првиот ангел до Бога, и како што сакале да постанат богови по со гордоста своја нашите првите луѓе или нашите прародители Адам и Ева, туку да бидеме богови по Божја благодат. Тоа е духовна сила што нам не се дава, особено при крштевањето, и преку послушание, преку подвизи и преку постојана заедница со Бога можеме да се усовршуваме, да го задобиеме подобието Божјо, односно да стануваме постојано и да се усовршуваме, да постануваме богови по благодат.